Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Во Кривичниот суд во теке ново судење за убиствата на Вања и Панче и на денешното ручиште е предвидено да се изведуваат докази на одбраната. Во Кривичниот суд е колешката Тамара Дичевска ја вклучуваме во живо. Тамара, најавено беше дека на денешното судење прво обвинетиот Љупчо Палевски ќе презентира снимки како свој алиби за дента на убиствата. Како тече ручиштето? Да, Деспина, рочиштето и пред малку заврши, како што напомена и ти, иако одбраната на прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо требаше да покаже снимка дека на кобниот ден, односно за време на убиството на Вања, Љупчо Палевски Палчо се наоѓал во банка. Сепак одбраната на Палчо речиси еден час ја бараше снимката помеѓу нивните документи и материјали, но не можеше да ја пронајде. Всушност таа снимка требаше да му биде еден вид на алиби на Палчо, но како што кажав, не успеа да пронајдат снимката, ниту пак, како што кажа одбраната, немале софтвер за да се прочита и оваа снимка која што е обезбедена од Safe City. Меѓу другото, на ова ручиште, прво обвинетиот Љупчо Палевски побара изземање на судијата на овој предмет за двојното убиство на Вања и Панче, Ивица Стефановски, бидејќи, како што кажа Палевски, судијата Стефановски не бил објективен, не му дал да се произнесе околу неговите докази, бидејќи, како што кажа Стефановски, овие докази се веќе произнесени и со тоа ја злоупотребил неговата функција и му ги скратил правата на прво обвинетиот Палевски да ги изложи и доказите во овој случај. Судот барањето на Палевски да биде иземен судијата Ивица Стефановски го отфрли. Исто така одбраната на Палевски побара и чаурата која што била пронајдена кај телото на Панче Жижовски од калибар 9 мм да биде донесена во судницата како физички доказ, а исто така да биде повикано и вештото лице, односно Јасмина Трајковска во судот и да има и дополнително вештачење околу оваа чаура и да се спореди со базата на податоци на Министерството за внатрешни работи. Тоа беа клучните елементи од денешното судење. Од денешното ручиште следното продолжува следната недела во среда, каде што обвинетите почнуваат со своите искази. Прв што ќе дава исказ е обвинетиот Велибор Манев. Тамара Дичевска, ти благодарам за овие информации. Сега го детален извештај од денешното судење пренесуваме и во вестите во 16 часот. Државниот јавен обвинител Куцевски го доби предлогот за негово разрешување. Вели дека ќе одговори во предвидениот рок, но од она што досега го видел, смета дека нема законски основи за поведување тешка дисциплинска повреда. Во документот за негово разрешување наведени се нарушени меѓучовечки односи, корупција и влијанија. Во текот на вчерашниот ден доставен ми беше предлогот од страна на Советот на јавни обвинители и во еден разумен рок ќе се произнесем по сите точки. Останувам на тоа дека од она што имав можност да го разгледам, дека во предлогот нема ни еден основ за утврдување на тешка дисциплинска повреда. На што се повикува владата, што бара ваша? Што конкретно се одбива? Од прилика се повикува на она истото што беше во медиумите истакнато во последниот период. Државниот пазарен инспекторат кај 8 правни субјекти, меѓу кои маркети, аптека и големи увозници на овош и зеленчук, утврди целосно непочитување на мерката за замрзнување на маржите. Од контролите на терен е утврдено дека маржите кај дистрибутерите достигнувале и до 70%. Директорот на инспекторатот информираше дека досега се казнети 36 правни субјекти со по 40.000 евра. 36 неправилности по Законот за трговија и Законот за заштита на потрошувачите, додека над 30 на предмети се во фаза на обработка, односно во фаза на детална анализа. Согласно констатираните прекршоци од инспекторите, издадени се прекршочни платни налози со вкупен износ од 42.000 евра или во денарска противвредност 2.583.970 денари. Видено е маржи од 5 до 20% кај маркетите за оние најобратни производи и над 30% кај оние помалку
обратни производи и непрехранбени производи. Лична хигиена, хемија, бебешка храна, пелени и така натаму. Додека кај увозниците се увидени бруто профитни маржи, значи увоз до фактура према маркет, од, слободно можам да кажам, од 30 до над 50%. ВМРО ДПМН денеска вели дека СДСМ вчера признале дека се координираат со Сојузот на синдикати околу барањето за зголемување на минималецот. Нивната цел, според партијата, е да го забават развојот на државата. Сања Лукаревска вчера на пресконференција од Собранието призна дека СДС го координира ССМ и дека имаат состаноци во синдикатот. Она што не го кажа Лукаревска е дека на тие состаноци е договорен малициозниот и деструктивен пристап кон државата со цел да се нанесе колку може повеќе штета. ВМРО ДПМН им го обелодени планот и покажа дека Сојузот на синдикатите на Македонија со Слободан Трендафилов стана обична испостава на СДС. Од ССМ не може да се очекува ништо повеќе, се додека на нејзино чело е Слободан Трендафилов, кој е задолжен кај СДС заради неговото поставување. И СДС, и ССМ демаскирани сте. Иако има напредок во однос на законодавството, сепак мора да се работи на поголема заштита на жените и девојчињата на интернет просторот, порача претседателката Гордана Силјановска-Давкова на третиот правосуден форум за родова еднаквост во Западен Балкан. На форумот, кој е организиран во пресрет на 75 годишнината од Европската конвенција за човекови права, ги обедини домашните меѓународните суди, обвинители, владени представници и правни експерти. Јас сум се уште загрижена за следново. Обстојуваат дискриминаторските родови стереотипи во однос на улогите и одговорностите на жените и мажите во семејството, дури и во образовниот систем, ама и во севкупното општество. Дискриминаторските ставови на интернет, особено за говорот на омраза, на социјалните медиуми, кон жените и девојчињата е очигледен. Денес веќе може да зборуваме за дигитално насилство, за дигитални злоупотреби, за дигитален булинг. Неспорно, постои јасен недостиг на сеопфатна стратегија која ќе ја вклучи заедницата. Родовата еднаквост не е само право, туку е и обврска. Нема напредок во општеството без почитување на основите човекови права на секој поединец. Загрозувањето на родовата рамноправност го загрозува и почитувањето на основните човекови слободи права. Министерот за здравство вели дека давањето под концесија на паркингот на клинички центар треба да помине и на влада. Албанската компанија која го доби тендерот ќе поскапи цената. Процедурата е помината. Меѓутоа, повторно треба да ги помине уште одредени филтри, кои што поминуваат во владата. Јас не се разбирам од тоа и да ми дадете портфолио, не ме ни интересира тоа, меѓутоа не е за 20 години, чисто да ви кажам. Значи, по физибилитетот е предвидено да биде за 20 години. Меѓутоа, во меѓувреме, имаме одлука на влада дека паркингот може да се користи додека клиничкиот центар е тука. Јас лично мислам дека клиничкиот центар тука нема да биде повеќе од 7 до 8 години. Цените се 50 денари, во Рамстор е 60 денари, паркинг за еден час. Добро, за Нова Македонија, видите, и тука имавме паркирање на автомобили кои што го оставаат тука и после излегуваат во град. 50 денари, ја мислам дека е пристојна цена во територијата. Нова Македонија, пред Нова Македонија е 40 денари. На инфективната клиника пак утринава во употреба беше пуштен нов реновиран кат, каде освен подобри услови, клиниката ќе нуди и нови услуги. Успешно реновираниот и реконструираниот дел на први спрат, кај што спаѓаат одделот за инфекции на централен нервен систем и одделот за интензивна нега и лекување. И набавувањето на современата медицинска апаратура која ќе служи за
побрза, посовремена диагностика на сите пациенти кои имаат потреба од тоа. Ова наша инвестиција е значаен дел, не само како економска инвестиција, туку и дел кај што се пружа на животите на пациентите да бидат побрзо диагностицирани и да имат подобри и современи услови при нивното лекување на клиниката. Дел од јагнињата остануваат неоткупени поради ниската цена која ја нудат кланиците. За сточарите е нејасно како може тутунот да се продава за двојно повисока цена од јагнето. Сточарите од Штипско и Радовишко се жалат дека дел од јагнињата останале неоткупени. Причина е ниската откупна цена која ја нудат кланиците од 230 денари за килограм жива мера, што за нив е под прагот на рентабилност. Од друга страна, приватните откупувачи им нудат по 300 денари, но во тој случај не ги следуваат субвенции. Од година се излажуваме така ќе биде, па как ќе биде. И јагнето оваа година иш не сме задоволни. Тутуно иде и 500 динара, јагнето јас не памтам да било од јагне поскап тутун. Оти јас сум, кажах, нели, од време сточар, не памтам јас това сега и 2 кила јагне, 1 кило тутун. До почетокот на месец март, сите јагниња треба да бидат продадени, зашто откако ќе пораснат, не се барани од трговците. Само мачиме, јагните не купуваат големи и мало немаме 15 кило, 20 кило јагне нема, што ништо не фаќа пари, а ние мачиме. Многу слабо, трошок голема, јагнињата нема откуп. Чекаме, препораснуваат јагнињата, тераме откупци, нема, не доваѓа да откупуваат. И така многу јак проблем. Што знам што проблем има, дали нема пазар, не знам што да ти кажам. Лани јагнињата се продаваа по цена од 300 денари за килограм жива мера, со што годинава речиси за 1/3 е намалена. Волната никој не им ја зема, а слабо оди и продажбата на сирењето. Ова е причината што низ селата во Плачковичкиот регион од година во година се намалува бројот на овци. За Сител, Трајан Ристовски. Преку план за енергетска ефикасност, Охрид ќе го подобрува квалитетот на воздухот. Ова беше тема и на седница на Советот на општината, на која советниците од опозицијата побараа построги контроли, особено на градежниот хаос. Загадувањето на воздухот алармантно. Охрид се уште високо котира на листата. Потребен е сериозен пристап кон планот за подобрување на квалитетот на воздухот во општината, бидејќи здравјето на граѓаните е од суштинско значење. Да се направи комисија која ќе работи заедно со службите за измена на овој план и строго ќе ги контролира мерките, смета советничката од СДСМ Ангелоска. Ако го прочитате извештајот, ќе видите дека стои оптимално регулирање на управувањето со сообраќајот во централното градско подрачје. Тоа е на хартија. А во пракса, знаете што се случува со сообраќајот во централното градско подрачје, особено во летниот период, и апсолутно не соодействува со она што е напишано во извештајот. Охридското езеро, кое што беше затворена за сообраќај, се отвори за сообраќај, а секоја јавна површина, каде што беше возможно, па и невозможно, се претвори во паркинг простор. Урбанистичкиот хаос е една од најголемите причини поради кои охриѓани се гушат, потенцира советничката од Левица Аврамоска. Секој кој има елементарно познавање од екологијата, знае дека урбаниот хаос, згради кои што се изградени една до друга, каде што се затвораат прозорците на веќе изградените објекти, каде што се затвораат балконите, каде што е намалена циркулацијата на воздухот, а со тоа и уништување на зеленилото, се една од најважните причини за кои граѓани денес го дишат најзагадениот воздух во Македонија. Од Оделението за животна средина вела дека мерките се креирани во соработка со Министерството за животна средина и се скоро исти за сите општини во државата. И ние како оделение имаме обврска неделно да доставуваме извештаи до Министерство за животна средина, значи секој петок ние тоа го правиме, подкрепено со извештаи, со записници од инспекторите. Значи инспекторите за животна средина имаат засилен надзор на интегрирани еколошки дозволи, еколошки лаборати, на градилишта и такви извештаи доставуваме. До сега од Министерство немало забелешки.
Општината изработи план за подобрување на квалитетот на воздухот, при што акцент е ставен на енергетската ефикасност. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Српските студенти